Тейлор изгледа како многу други мали градови во сојузната држава Тексас, но на периферијата преку прометниот автопат покрај средното училиште работат 10.000 луѓе во изградбата на Samsung, кој би произведувал полупроводници и би бил двојно поголем од тој во Пјонгтаег во Јужна Кореја. Тија Рае Стоун е председателка на стопанската комора на Тейлор. Well, we've been in about 50 years of economic decline. Околу 50 години сме во економски пад, а ова ни ја враќа економската виталност. Многу сум задоволна од улогата што игра мојата заедница во полето на меѓународна одбрана. Важноста да се врати производството на полупроводнички чипови во САД ја почувствувавме толку многу со недостатоците за време на пандемијата со COVID, а голем дел од недостатоците беа полупроводнички чипови. Samsung тука се проби од почетокот на 2022 година. Потоа администрацијата на Бајден објави дека проектот ќе го финансира со 6,4 милиарди долари. Samsung пак се очекува да ја зголеми својата почетна инвестиција од 17 на 40 милиарди долари во наредните години. На градот со 16.000 жители, градоначалник е Брант Райдел. Околу 5 години бевме отстранети од целокупната проценка на градот, бидејќи се во градот беше проценето на помалку од 1 милиарда долари. Така што беше малку зачудувачки што оваа компанија сака тука да инвестира 17 милиарди долари. За време на прошетката на изградот Райдел посочи популарен скейт парк и сервис за автомобили, но и многу напуштени објекти. Ракел Торес поседува цвеќарница на главната улица. Таа вели дека очекуваниот економски бум не доаѓа доволно брзо за некои собственици на бизнеси кои изнајмуваат простор. Добро е Samsung да дојде во градот, но не сега. Се уште не ги гледаме придобивките од вредноста на бизнесите. Се зголемија дури и доноците за имот. Наплаќаат повеќе за кирија, а тоа ги принудува компаниите да затворат. И Сунгеун Наоми Ким чека нови клиенти. Таа ја искористи можноста во Тейлор по повик од незините родители во Јужна Кореја, кои навести слушнале за новата фабрика на Samsung. Таа го отвори првиот корејски ресторан во Тейлор, Тейлор Сеу Фуд. Повеќето незини клиенти се љубопитни локални жители. Навистина тука никогаш немало корејска храна и единственото нешто на што помислуваат е зачината храна, но корејската храна не е само пикантност, имаме сладка и солена храна. Рајан и Алисија Девенпорт се собственици на Taylor's Carb Side Coffee. Гледајќи во централното градско подрачје, како во изминатите 8 години со бизниси како овој, навистина е интересно да се гледа овој блок и околните места. И мислам дека Samsung само ќе се надополни на тој елемент. Универзитетот на Тексас во Остин го отвора кампусот Тейлор на 68 хектари, близу Samsung и средното училиште Тейлор. Институтот за електроника на Универзитетот на Тексас ја гледа таа локација за заедничко истражување со партнери за полупроводници како Samsung.